Вербалните и физичките напади врз медиумските работници за честија. Ке има ли начин како да се спречи овој негативен тренд на удар врз седмата сила? Следува ТВ колумна на нашиот и председател на Синдикатот на новинари Павле Беловски. Не само тоа расте бројот на слаб тужби, нешто ги викаме стратешки тужби, кога мокници, интересни групи, лоби групи, бизнисот и политичарите сака да се пресмета со нас новинарите. И тоа е она нешто што не загрижува, но не можеме да го пренабрегнеме и фактот дека бројката од 4 физички напади оваа година плюс 1 од минатата недела оди на конто на пратениците. Ова го велам одговорно затоа што во 2017 година изработивме иницијатива партнерските медиумски новинарски здруженија како да го решиме проблемот со нападите врз новинарите, а тоа е единствено преку казнивост на овие дела. Законските измени во кривичниот законник се во собранието од август минатата година. Со оглед дека ние повеќе немаме алатки и нашите зборови не стигаат до пратениците, да се стави законот на пленарна седница, односно седницата да дојде на дневен ред и да се изгласат овие измени со кои нападите врз новинарите ќе се третираат како напад врз службено лице и еднаш за секогаш напаѓачите на новинарите и медиумските работници ќе се соочуваат со затворски казни и до 3 години. Сите наши укажувања, сите наши гласишта не се усвоени, не се прифатени, собранието е немо, пратениците се неми, затоа што на нас не ни останува ништо друго освен да преидеме во отворен бојкот, протест, да ги извадиме шаторите и да нокеваме пред собранието, затоа што нема поинаку како да се реши овој проблем, или пак да формираме оние тепаните, се ставам јас овде бидејќи јас сум еден од нападнатите новинари во изминатите во бројката од изминатите неколку години, да формираме политички субјект, па сами да се бориме за нашите права и да се викаме партија на тепани медиумски работници. Не можем да кажем дека ќе одиме во медиумски мрак, но можеме дефинитивно да одиме во протест, односно да одиме во бојкот, да се тргнеме од зад камерите, да го оставиме новинарското перо и она што е наша вокација, што е наша професионалност и да останеме пред собранието и кога не се гласат нашите законските измени со кои нападот врз новинари и медиумски работници се третира како напад врз службено лице. Па доколку не нема нас, ќе го нема јавниот интерес кој да се грижи, така што мислам дека општеството би дошло и заедницата во една хипокризија и ќе покажеме дека нашата сила е огромна. Повеќе интересни страни се во оваа приказна. Ако го погледнеме последните предлог измени на законот за аудио и аудиовизуелни услуги, можеме да видиме дека од една страна за колачот од 5 милиони и 300 илјади евра на годишно ниво за јавен интерес се борат локалните радијата, регионалните, како и приватните национални телевизии, што остава впечаток дека огромна е потребата на медиумите од средства за да преживеат. Но сепак, не можеме да пренабрегнеме преку принципиелноста, која провеува и која браниме ние медиумските организации и здруженија, а тоа е дека со владени пари за кампањи во медиумите одново постои можноста да се корумпира уредувачката политика, се корумпираат медиумите и сето тоа да доведе до, како да кажам, до одново смрт на нашата професија, односно на вистинското новинарство. Но од друга страна, затоа што го браниме тој принцип, ние сме нападнати дека не го гледаме интересот, а тоа е како медиумите да обстојат и тоа што нас не загрижува пред се како синдикат е дека ако дојдеме во ситуација од овие пари да зависи нашата професија, тогаш ние имаме огромен проблем и треба да разговараме многу пошироко и многу поотворено, зборувам сите страни вклучени во овој процес, бидејќи ако го дознае ова владата, што јас сега морам јавно да го одговорам тука, дека од владините пари зависи екзистенцијата на медиумите, тогаш ние имаме огромен проблем и мораме да седнеме и да разговараме како да го надминеме тоа прашање. Но јас би сакал да бидам во насока на принципиелниот став кој го држат ССНМ, ЗНМ и останатите медиумски здруженија, е дека фондот за медиуми може да биде опција за која ќе разговараме со исто количество на средства и пари,
а од друга страна директното владино рекламирање и кампањи во медиумите треба да го оставиме настрана, односно за некои други времиња, каде што ќе се изготви подобро решение во транспарентен процес, а не вака преку ног во собранието да се протнуваат законски измени кои задираат во основата на нашата професија, тоа е екзистенцијата. Меѓутоа е огромна инекција на средства директно по однос на кампањи, без некаков труд, без конкурентност, без надпревар со содржина, да се вбризгуваат толкови количества на пари, затоа што од тука истравуваме дека тоа може да ја наруши конкурентноста, односно желбата, поривот и потребата да се произведуваат квалитетни медиумски содржини, да се негува квалитетна медиумска пракса, да се почитува етиката во медиумите, затоа што кога знаете дека однапред сте платени за нешто, тогаш се сведува на една ситуација на комфор, и комфорот знаеме дека не нуди, не произведува квалитет.